Ако сакате уште еден дел од ова, затоа што имам премногу храна овој пат, ставите лайк на ова видео и кога ќе собере видео во 3000 лайкови, вадам уште едно вако видео. Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео, а денес конечно се враќаме со оној мој серијал што се го имаме каде што тестирам храна што не е од Македонија, односно најчесто се тоа благи и солени работи, чекајте климата не мора сега да ми бучи. Обично се тоа благи и солени работи нарачани од интернет, но овој пат ми се донесени специјално за мене и бирани за мене од Америка, од страна на Марија. Фала ти, Марија. Кога ме праша што сакаш да ти донесам од Америка, јас ти реков донеси ми храна да снимам видео. Премногу храна, затоа сакам да ги поделам во 2 видеа, затоа што стварно имам многу работи. Ако сакате да видите уште еден дел од тоа, ставите лайк и ќе снимам одма. Ми изгледа се доста интересно, али ајде ќе одиме едно по едно. Првото нешто што го имаме е Cheetos и што пишува дека се Flaming Hot Crunchy. Flaming Hot. Се надам дека Марија се има рок, дека не сме донела нешто без рок, те молам да не ги проверувам, ќе ти верувам. Ќе ти верувам дека се има рок. Јас иначе не сум многу по лутото, многу слаба толеранција имам на луто, така да ова најверојатно ќе биде интересно каква боја се внатре. Гледа какви се внатре, бре. Чекајте фокусот нека оди на нив. Ајде да видиме што ќе испадне од ова. Дали вака ви права маса мра? Лути многу. Отпосле почна... Отпосле почна да лути многу, ја тука сега немам ни вода ни ништо. Океј, отпосле лутат премногу. Иначе ајде ќе ги оценуваме сите работи од 1 до 10. На ова му ставам оцена 3. Али 3 според мене, ако сакате луто, можно многу да ги обожавате, затоа што имаат некој убав вкус, ама се премногу лути, отпосле за мене 3 од 10. Следна работа се Pocky Chocolate Cream Covered Biscuit Sticks. Појма немам што е ова, има само еден начин да знаеме. Еве ги какви се внатре. Вакви се внатре, има многу стапчиња и вајде кога ќе земам едно на крајот од тоа е да ќе има чоколадо. Дали ја ова можам некако да ви го покажам? Ова нема да се фокусира колку е мало, ама затоа ќе се фокусира вака како прав моден инфлуенсер. Очекував да има некој не толку вкусно чоколадо, ама actually се добри, ама пак и некој не е некој да си речеш некој превкусно нешто, така да. Ќе дадам оцена на солидна 6. Ова работа што би ја оставил дома и би дал на некој друг да изеде, затоа што ја не сум фан. Бараме нешто што ќе се осигурам дека ќе го сокријам и ќе го јадам само јас. Ме интересира многу што е ова. Многу ми интересно пакувањето. Ова пишува дека е нешто Goldish Baked Snack крекери, колорс и чедар. Како се отвара ова чудо? Тука ми вика нешто. Ваljda тука се отвара вак. О мај гад, не го очекував ова да го има внатре. Гледайте, такви рипчиња се уствари. Ми треба поише за да го осетам вкусот. Гледа што пишува. А јас и предпоставам сите сме многу големи љубители на чедар, така да на ова му давам 8 од 10. Следно што имам е нешто што ја кај нас не сум видел нешто такво, а тоа е еден познат бренд M&M's, само не знам зошто се во вакво. Пишува дека се минис, значи се некои си мали што доаѓаат во вакво кутивче. Колку биле стварно мали. Чекајте само да не ми се исторат. Гледа колку се мали. Многу се помали од вообичаените. Океј, типични M&M's. M&M's се сегаш вкусни, така да на ова ќе му дараме на солидна, многу солидна 9. Кажи ми дека ова не се, кажи ми дека не е ова Bean Boozled. Иначе гледајте горе пишува Made in the US. Од Америка е све тука. Еве ги позади вкусовите, али од тоа што можам да видам, овие се Bean Boozled, ама само убави. Може да си паузирате да ги прочитате сите вкусови, се надам дека доволно добро се гледа. Внатре знаете какви се, ова ми е најубаво. Гледате го ова. Мислам дека имаме првата 10 за ова видео. Буквално мислам дека кој да го земам од тука си да се прекусни. 10 од 10. Ја имаме првата 10 официјално. Океј, следно наред е пак чедар. Ова се вика Cheez-It и вика дека е од white cheddar, така да ќе видиме ова што е. Ми личи дека е многу издробено, али добро од далеко е носено, така да се простува во каква. Па добро. И ова ми изгледа дека ќе биде многу вкусно. Ова ми изгледа дека ќе биде многу вкусно. Дај ми само чедар и ништо друго веќе не ми даде во животот да јадам. 9. Оцена 9 од 10. Овие ќе се јадат цели, ова е врв. Запамтете го ако некој е пример, ако случајно некој ме гледа од Америка или сака за друг пат да се запамти. Cheez-It white cheddar врв. Тука имаме Давид. Еве поздрав за некој што се вика Давид што гледа ова видео. America's favorite seed brand. Човек гледа колкави се, значи ова е некој сончоглед што изгледа огромно.
И многу одма прави премногу со сол. Дали е нешто различно од нашиот осетам? Дали можам со ова да ви правам ASMR? Ја не гледам разлика од овој сон чоглед до обичен сон чоглед кај нас, така да. Единствена разлика што гледам дека се зрната многу покрупни и многу потврди за гдицкање. Оцената тоа што не сум некој голем фан на сон чоглед, поише сакам семки, ќе му дарам 4 од 10. Тука имам уште 5 работи, морам да убрзам затоа што многу ќе трае вака видеото, али ако сакате уште еден дел затоа што имам уште можеби 15 работи и откако ќе завршам со овие, ставите лајк на видеото, ако стигнеме до 3000 лајкови, снимам втор дел одма. Следно што имаме е бренд што предпоставам дека на многу од вас ви е и такако познат. Еден бренд што сите премногу го сакаат и важи за еден од највкусните ствари, а тоа е Reese's. Овие се White Reese's Minis Зашто го искинав ова, а не се отвори? Човек го искинав тоа и не се отвори. Дали сега конечно, окей, овие се веќе стопени, затоа што ми стоја на топло, не ги чував во фрижидер или нешто, малце се стопени, али сега ќе видиме како вкус имаат. За разлика од минатиот пат, кога имав Reese's во вакво видео, а имав малце полошо искуство затоа што ја лично не бев фан на тој вкус, овие се многу побележија, многу се вкусни. Пак не сум преголем фан на ова да речам превкусно дека е, така да ќе дадам 8 од 10. Тука имаме Snickers, не знам дали се нешто поразлични од нашите, сега ќе видиме. Snickers Minis, дали имаат некој поразличен вкус или е истиот Snickers како што е кај нас. Добро, може ли нешто лесно да се отвара тука? Може ли? Вака личат, предпоставам дека за секоја буква од Snickers има по едно вакво. Океј, внатре изгледа како нормален Snickers. Предпоставам дека се исти. Човек, Snickers е Snickers, ми би стал 10-ка, ама ќе ставам 9-ка, затоа што многу добро. Следно е Nerds Candy. Тоа според ова доле се многу ситни и по тоа како тропат. Океј, тука се отварат. Сега на секаде ќе ми се разлеат. Сега цела куќа ќе направам. Тука вака се отвара и вака некако се затвара после, што не знам како ќе биде тоа, али исти се вакви кон на сликата. Не пробам да ви покажам точно какви се затоа што ќе ми се разлетаат секаде, веќе се разлетаа кој знае каде, што никад нема да ги најдам. Многу се некако покисели од тоа што го чекував. И уште летаат, али превкусни се, но ќе му давам исто така 9 од 10. Следно нешто што имаме се Hershey's Kisses или Hershey's Kisses, како и да е. Појма немам што е ова, пишува дека е milk chocolate. Конечно нешто лесно да се отвара. Внатре се вакви. What? Баш имаат некако фан пакување. На нив, на ова тука пишува Kisses, на ова што е како лентава и вака се спакувани преак. Ова кога се прави вака, ова се одвиткува целот. Најс. Лева го внатре како е, како вртимучка, како лукче некое. Те молам биде вкусно. Моментално не осекам никаков вкус. What? Те знаете што може би ова е малце и од бомбоните што ги јадам до сега и затоа малце да ми нема толку многу вкус. Почнам да осеќам по малце, али ова е баш некако различно. Не е баш типичен вкус на чоколада што го има кај нас. Поише ме потсеќа на чоколада на во Холандија што јадевме, така да ќе му давам јас за мене некој 7 од 10. Последното нешто што го имам тука е, затоа го оставив на крај, е KitKat, што мислам дека ќе биде исто како Snickers, дека го ќе биде ист. Во следното видео веќе што ќе го снимам, ако собере видео во 3000 лајкови, ќе пробувам друг Snickers, што има различен вкус што го нема во Македонија. Мислам дека ваков имаме. Дека ова е најнормалното KitKat. Сега ќе се осигураме. Да, ова е истиот KitKat што го има кај нас. Уште не можам да се поминам со тоа дека KitKat нема цртичка измеѓу KitKat и дека е тоа дел од на Мандела ефект или како да се викаше. Јас сум исто така еден од луѓето што сум сигурен дека KitKat имаше цртичко средина. Океј, тоа е тоа за ова видео. Се надам дека беше интересно. It's been a while. Одамна немам снимано вакво видео, али ќе се вратиме со тоа и сега се враќаме со 2 видеа, ако не ли собере ова видео 3000 лајкови. Аз се надам и верувам дека ќе собере. После тоа ќе излеземе малце од Америка и можеби ќе се вратиме на Јапонија. Дали сакате пак јапонски работи од Tokyo Treat да земам, затоа што со нив сум добар и онака баш си работев тогаш и верувам дека пак би ми пратиле било што, или да одам на некоја друга култура. Ако знаете некои страни за нарачување, што се на места за кое видео неам снимано, пишете му коментари и пишете ми нешто од работиве дали имате пробано и што мислите вие за нив. Лајкнете го видео ако ви се допадне и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал и ние се гледаме следното видео за многу скоро. Чао!